Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. The name of the game. The name of the game. Рударскиот град всушност бил фудбалски град. Тоа беше првиот впечаток по манифестацијата на која македонска каменица ја покажа својата друга страна. Љубовта за фудбалот од најмладиот до највозрасниот фудбалер присутни во салата на Куц Романса. А таму, додека се одбројуваа последните часови од 2018 година, каменичани го славеа фудбалот, па младите фудбалери на ФК Каменица Саса жонглираа со топката со оние кои ја почнаа приказната на клубот, па се надигруваа пред малите голчиња, каде бранеше Томе Петров, струмичанецот кој 35 години помина во Каменица. За него каменичани велат дека кога има неодбранливи топки, фудбалерите знаат да кажат «Оваа ни Томе не ја брани». Петров дојде повторно во македонска Каменица, но за да си го прими признанието за својата децениска работа со клубот. Вечерва ми беше баш драго што се видов со моите бивши соиграчи, бивши председатели, мојата верна, кажи го, публика што ме бодреше сиве овие години додека настапував ко активен играч и ко активен тренер исто ме поддржаваше доста. И голема благодарност до сите мои каменичани. Прославата беше вечер на многу спомени. Се потсетија имињата на славните каменички фудбалери, а акцентот се даде на подмладокот, со надеж дека еден ден ќе излезе нов Пандев од Каменица. Меѓу фудбалерите кои ја почнаа кариерата и фудбалски созреа е и Стојан Игнатов, кому фудбалот му дал многу во животот. Од фудбалот. Тука се стекнува големо другарство, исто како во војска, се поштуваш и фамилиарно, па се и кумови и кумашини со така и кад си имам, па да не излажам, 1000 фудбалери што се играли со мене из цела Македонија, јакова дека да одам, се поштуваме, се каниме на свадби, на веселби. Тоа останува за секој. Отворањето на рудникот Саса пред 50 години и работното ангажирање на рударите ја наметнала и потребата да се оформи фудбалски клуб каде рударите ќе рекреираат. За кратко, клубот станал миленик во градот, а и бренд, по кој се дознало за тогашната рударска населба. Прв председател на ФК Саса бил генералниот директор на рудникот Ангеле Вренцовски, кој го формирал клубот под името Фудбалски клуб Рудник. Прв секретар пак на клубот бил Тихомир Георгиевски Тише, кој сега е во поодминати години и живее во Скопје. Тише на своите фудбалери во салата им се обрати по телефон. Јас сакам да се заложите да овој клуб продолжи да расте, да го информира градот, бидејќи во тоа време, кога го пушиме Рудников во работа, главниот директор рече, тука нема град, пуштаме Рудник, меѓутим, тоа ќе стане град. И стана град, меѓутим, најмногу се препознава со излегувањето на клубот во Македонија, така да цела Македонија више знаеше каде е, кој е, што е и дека таму се живее како властителен. ФК Саса успева да се издигне до шампион на Македонија во надпреварувачката 1991-92, но и сосема да го снема од фудбалската историја, во време кога Рудникот престана да работи. Пред 6 години клубот повторно се издига со помош на општината Македонска Каменица и Рудникот Саса. Се сменија приликите во спортот и во клубот кој сега се бори за опстанок. Актуелниот тренер Добрислав Тимовски по трет пат се враќа во Македонска Каменица за да го води клубот. Само што овој пат вели дека е најтешко, бидејќи убавите времиња на фудбалот повеќе ги нема. Беше све решено. Имаше инфраструктура, имаше пари, имаше добри играчи, имаше голем фонд на фудбалери, кој што секој сакал да дојде у Саса да игра, значи немало проблем да се донесе играч. Сега јас разговарам, например, со 7-8 играча, сакам да дојда тука, никој нече да дојде, вика далеко е, а порано не вика дека е далеко, се вика далеко е. Подобро ќе играм у Скопје за 100 евра, него да дојам у Каменица за 200 или 300, пример. Оти Саса е во своје производство во моментот осакатена. Нема своје производство. И затоа ние мораме да бараме од страна играчи. Друго е кога ќе играат играчи од Саса,
го боли и за публиката, го боли и за тревата, го боли и за победата, друго кога доаѓаат играчи пролазници или печалбари. Клубот се возобнови и финансиски е поддржан од рудникот Сасе и општината Македонска Каменица. Градоначалничката Сонја Стаменкова вели дека и оваа година нема да изостане поддршката. Се надевам дека со денешната манифестација одбележување на 50 години од постоењето на фудбалскиот клуб Каменица Саса, дека дополнително ќе се зголеми мотивот и кај раководството и кај самите млади потенцијали за да со заеднички сили општината со поддршка на Рудник Саса дека ќе успеат да си постигнат целта и да го доведат клубот оному каде што навистина заслужува. Надежите се свртени во младите категории на клубот, каде тренираат околу 100 деца. Некогашниот македонски шампион, кој сега е во втората фудбалска лига Исток, за својот половина век постоење, доби роден ден како да е првак во Лигата на шампионите. Од управата на клубот очекуваат стабилизација и резултатско издигнување. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk